Додека Јосип Брз Тито беше се уште жив и управуваше, да не речеме шефуваше со тогашната Југославија, ја имав таа среќа да имам 13-14 години и да бидам дел од пионерско-младинската фудбалска школа на Штипска Брегалница. Во Југославија тогаш се играше еден од најдобрите фудбали во Европа и во светот. Фудбалското државно првенство беше многу силно, а ние долу во Штип имавме таа среќа нашата Брегалница токму во тие години да влезе од тогашната Републичка лига во втората сојузна лига Источна група. Благодарејќи на тој пласман на нашата Брегалница, ние членовите на пионерско-младинската фудбалска школа имавме привилегија, чест, задоволство, да не речам среќа, да играме на сојузниот пионерски турнир кој се одржа во Земун 1977 година. Постигнавме навистина добри резултати. Успеавме би тогашните 18 пролигаши од Источната група, поделени во неколку квалификациони групи во Земун, каде што на терените на тогашниот фудбалски клуб Галеника се игра овие надпревари, да се избориме за пласма меѓу најдобрите 4 и да влеземе во финалниот турнир каде што игра 4 најдобри пионерски екипи од втората западна група, односно втората сојузна лига, група Запад на тогашна Југославија. Овој финален турнир се играше во Арангеловац, игравме и таму постигнавме добар успех и добри резултати. Јас како член на оваа генерација и како нејзин капитен имав идеја и направивме на специјално патување до Земун, до домот за слепи лица, каде што на лице место направивме еден мини прилог, едно емотивно подсетување, каде што се обидов да се присетам на сите тогашни членови на оваа пионерско-младинска фудбалска екипа на Брегалница кои играа тогаш и од тренерите кои беа предводени. И во продолжение на нашата емисија ќе го видите токму овој прилог посветен на оваа пионерско-младинска фудбалска генерација на Штипска Брегалница. На ова место, на овој простор во Земун, каде што сега се наоѓа училиштето за деца со оштетен вид, пионерскиот тим на фудбалскиот клуб Брегалница престојуваше пролета 1977 година, значи некаде 46-7 години од денешен датум. Тука спиевме во овие павилјони една генерација на фудбалскиот клуб на Брегалница за која играа Тони Киров, Трајчо Јованов, Душко Манев, Стојан Манев, Малиот Джаба, Блохин, Иле Катаров, Зоран Петров бранеше, поласен добар голман. Така, може би некој ќе испустам, Васе Чомбе малиот. Штериев имаше едно мало симпатично лавче. Тоа са, ги споменувам мија, тоа са се деца кои подоцна станаа успе. Павле Мицев го заборев, стана продотимец подоцна на Брегалница. Во овој павилјон спиевме и престојувавме и 77 година игравме со екипите на Лирија, Раднички Пирот и Галеника. Коле Василев играше исто во таа генерација. Ја скрши раката, сега се сетив на него. Чи првиот надпревар го победивме со Лирија 5-0, со Раднички Пирот и со Галеника изигравме нерешено 0-0 и влеговме во вториот круг. Бевме први на табелата, таа генерација е предводена сега за жал од покојниот тренер Боро Пандев, учителот. Малку ме маваат емоциите. Знаете како е ова? Ова е нешто кое те враќа во младоста, во фудбалската младост. Ајде ќе кажам избор 2 со мала пауза за нешто повеќе за овој турнир. Мислам дека тука некаде имаше зелена полјанка каде што децата тогашни наши врсници играа фудбал со топка, со фудбал на кој имаше синџир и они со оштетен вид играа фудбал по звукот на топката како се тркалаше. Тоа многу добро се сеќавам.
Претпоставувам дека и овие плејада на фудбалери, мои пријатели кои ги спомнам, ќе се сетат на тоа. Овде престојува и сите други екипи. Ова е еден голем павилјон. Бевме сместени во големи соби со кревети на два ката. А сега, барајќи дозвола да влеземе тука и да го наснимаме овој прилог, добивме информација дека стадионот на Галеника е некаде позади овој простор, позади ова зеленило. Ќе се обидеме да наснимаме еден мини прилог и на самиот стадион на Галеника. Значи, многу добри резултати од резултатски аспект предводени, ќе кажеме, од Боро Пандев. Трајче Јованов играше многу добро, постигна 3 голови. Јалче Дургутов, јас бев капитен на екипата, а меѓутоа го промаши првиот пенал против Лирија на резултат 0:0. Мене ми беше доверена задачата, довербата да го шутирам тој пенал. Ја шутирав топката, заврши преку пречката. Подоцна досуди уште еден пенал, Трајче Јованов го реализираше, играше прекрасно и даде 3 голови. Реков 0:0 со Раднички Пирот и 0:0 со Галеника. Влеговме во вториот завршен турнир, каде што игравме со пионерските екипи во втората лига Запад. Тоа беше малку подоцна, 77 во Аранџеловац игравме. Сега тоа не е тема и таму имавме исто добар резултат. На тој турнир јас почнав како шпиц, како центарфор. Меѓутоа Коле Василев ја скрши раката на првиот натпревар против Лирија, ми се чини. Онака, не смасно некако падна, заврши со лангета. И тренерот Боро Пандев немаше друго решение, мене ме префрли од центарфор на центархалф. Двата надпревари кои ги изиграв како центархалф завршија 0:0, а имавме многу добар голман. Зоран Петров бранеше тогаш за нас, подоцна бранеше за првиот тим на Брегалница и стигна до првиот тим на Вардар. Моја генерација, 62-та, генерација 63-та зборуваме со овие. Тоа е вака резултатски што можам да се сетам и да завршам на тој турнир каде што играа 18 второлигаши од втората лига Исток во рамките на тогашна Југославија. Селекторот на Македонија, на Република Македонија, Златко Илиевски, тогашен тренер на Вардар, направи една селекција за репрезентацијата во која влеговме јас, Зоран Петров и Трајче Јованов, и подоцна тројцата игравме на партизанската олимпијада во Фоча, носејќи го дресот на репрезентацијата на Македонија под водство на Златко Илиевски и Владимир Радич. Ете, тоа е на мини приказ од овој објект, од овој дом за ученици со слаб вид, каде што пионерскиот тим на фудбалскиот клуб Граница престојуваше и ги играше своите надпревари пролета 1977 година.